Во Винската куќа во градскиот парк во Кавадарци синоќ беше промовирана книгата Роден крај на Маријан Ѓорчев, поранешен министер, амбасадор, градоначалник и носител на високи функции во државата и во партијата ВМРО-ДПМНЕ. На промоцијата присуствува архиепископот Охридски македонски господин Стефан, митрополитот Повардарски господин Егат Ангел, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски, градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев и други познати бизнисмени, граѓани и присутни. Инаку Роден крај е посветена на Кавадарци, на теквешијата од каде потекнал Ѓорчев и неговото семејство, од првата песна во која инспирација наоѓа од една средба случајна со стариот човек од село Дабниште на Висна рамнина до Витачево, до заокружувањето на неговата квалитетна збирка на поезија. За збирката поезија Роден крај синоќ говорија и стихови рецитираа Валентина Божиновска, поетот Санде Стојчевски. Музичката придружба беше на Илина Ѓорчева. Инаку на присутните им се обрати и Маријан Ѓорчев, авторот на оваа стихозбирка. Има во животот на секој човек некои скапоцени моменти кои што ви даваат сила и потик да чекорите исправно и достоинствено по животната патека што ни одредил Господ. Вечерва, тука во мојот роден град во Кавадарци, се случува еден таков скапоцен момент, затоа што се остварува еден долг, повеќе деценински сон. Тој сон не е само мој, тој е сон и на татко ми Ѓорги, и на дедо ми Диме, и на прадедо ми Ордан, и на сите мои предци од теквешкиот крај. Но повеќе е важно тоа, дека тој е и сон, истовремено и реалност. Мечтателен јужен ветер, провнат некако низ Дермиркаписката клисура. Ги милува разеленетите штотуку, развиени ластари на долзницата. Летна омарнина го растегнува црноречието во испотена маглива слика. Сончеви од блесоци во длабочините на Тиквешкото езеро се распрскуваат во водите како зрнца од светлозелен малахит. Јас не сум кадарен, ликовно или на друг начин музички, како што може Лина да го осмисла мојот тиквешки крај. Но затоа можам да го опредметам во збор, во поетска слика. Мојот роден крај со ум не се поима, ниту пак со поглед се догледува. Мојот роден крај е едноставно чувство и во него може само да се верува. Тоа е мојата представа за мојот Тиквеш, за моето Кавадарци, за сите она што, за сите луѓе, за сите нашинци, за сите тукашни ендопи. Кога за последен пат се обидував да воспоставам мојата папочна врска со земјата, одгледувајќи органска камилица на Витачево, на падините на Витачево, се запознав со еден старец од село Дабниште. Тој човек, староседелец, питопросно ми испраша кој сум, што сум, зошто сум дојден на Витачево, што ќе работам на Витачево. И откако ги дозна сите работи од мене, ме замоли дали може секој ден да си набере камилица и потоа ме покани на поседок во неговата самотна куќичка и осемениот двор во испустеното село Дабниште. И почна нашата дружба, таа траеше повеќе години, како што копнееше снагата од натрупаните години, така низ искрено молчење и скржав диалог насетував напати кога ќе се сретнеме со погледот една огромна доверба кон мене. Старецот од Дабниште ме прифати како свој, како тукашен, како човек роден таму на Витачево. Ме прифати како брат, помлад брат, во заедничка потрага по тајната врска помеѓу луѓето и земјата. Тогаш и почнав да ги пишувам стиховите на оваа книга, поетска книга Роден крај. Збор по збор, истргнував парчења од бавина од тиквешкиот крајолик и ги сложував во една едноставна, но разбирлива структура, која што се надевам дека за
другите може би има некоја таинствена мистика, ама за нас овдешните, тукашните, има некоја внатрешна осмисленост. И како што Исус Христос со една риба нарадил 1000 души, јас со секој еден непристорен македонски збор во ова поетска книга 1000 пати ја нахранив душата на моите предци од Тиквешкиот крај. За крај, почитувани мои пријатели, се поклонувам пред вас и ви се заблагодарувам за честа што ми ја приредивте со вашето присуство и се надевам, барем имам право да се надевам, дека ја стокмиме ваа вечер токму така како што требеше. Планетарно време, атомите и универзумот проверуваат дали Господ си поигрувал со природните сили кога создавал материја за која што веруваме дека е совршенство. Животот е едноставно нешто, неразделно двојство со смртта, простор и време споени во една човечка димензија, како видливо и невидливо битие, а крстот Господов, реликвија создадена од наблюдувачи, дојдени од други галаксии. Нагроздените звезди во алеите на Млечниот пат ја откриваат немотта на човечките сензори да го спознаат Господовиот дом, каде што се создава се што е непознато. Голем концерт на најпопуларниот македонски бенд Next Time на 22 октомври по предвечерието на големиот македонски празник ви најавуваме голем спектакл во салата Јасмин Кавадарци со почеток во 20 часот. Билетите се во продажба преку Купи карти за се низ цела Македонија и онлайн. Честит празник, Македонијо! Бензинска пумпа ДМД Оил.